Дали вие верувате исто како премиерот дека Никола Груевски не е избеган, бидејќи така ветел? Тоа е првото прашање. Второто, дали некој во владата ќе се покрене да се сноси одговорност ако Никола Груевски се покаже дека е избеган и дека го нема? И третото прашање, што бараше војна возила на војна полиција пред влезот на ВМРО ДПМН Симов? Еве ќе почнам со првите две заедно прашања. Ние во изминатиот период многу инвестиравме да покажеме дека МВР не е веќе ВМРО. Ама моравме и да покажеме дека МВР веќе не е ни СДСМ. И тоа го покажавме. Во оваа држава точно се знае кога Министерството за внатрешни работи може да се активира. Во тој момент кога ќе добие налог од надлежен суд. Се останато би било истото МВР-ВМРО само во друго пакување. Факт е дека целата јавност очекува, како што очекуваше претходно судски пресуди, сега очекува одговорност. И навистина ќе се постави прашањето како лесно одредени судски инстанци одлучуваат за притвори за многу поситни дела, а како по прашањето на бомбите и по прашањето на одговорност за сите овие долги злоупотреби тешко се одлучуваат за притвор. Не можеме ние како влада да се мешаме во таа судска власт и не можеме да ја земеме ниту нивниот дел од одговорноста, ниту нивниот дел од задачите. Со право ќе бевме критикувани ако Министерството за внатрешни работи реагираше пред да има официјален налог. А сега судството треба да истражи зошто, велам, за овие случаи толку тешко применуваат притвор, а веќе им избегаа одредени луѓе, и зошто требаше, ако не се лажам, 3 дена за налогот од суд да стигне во Министерството за внатрешни работи. Но нема да ги решаваме проблемите ако владата стане и обвинителство, и судство, и извршна власт. И тоа ќе биде ист проблем, само со ново име или со нов печат. Што се однесува, се извинувам, добив 3 прашања, мислам дека е коректно да одговорам на тие што ги добив. Во поглед на воената полиција и присуството на возилото во близина на седиштето на ВМРО ДПМН се работи за коинциденција. Вчера во посета ни беше еден генерал на земја членка на НАТО кој што бил сместен во Бест Вестерн. И при враќање на делегацијата назад во еден момент поминале пред седиштето, но тоа се случило пред да почне било која од операциите. Заради тоа пристапот кон хотелот во кој што биле единствено е од таа страна. Не можете да донесете делегација од страна на улица Македонија, туку морате од задната страна. Јас нема да се потпрам исклучиво на овие устни информации, ќе побарам и писмена информација, меѓутоа се она што го добив до овој момент како информација е дека се работи практично за грешка при влезот, заради тоа што знаете дека е отежнат влезот во овој хотел. На ниту еден начин воената полиција ниту треба, ниту смеела да биде вклучена. Меѓутоа информацијата за вчерашните настани никој не му била позната. Инаку најверојатно и ние немаше да сместиме делегација во хотел кој што се наоѓа блиску до седиштето. Но тоа само покажува дека навистина се трудиме владата да е влада, а не да е, како што реков, ни судство, ни обвинителство, ниту пак да се меша во работата на полицијата. Министерка, и вие и министерот Спасов Сибината ја префрлате во судството, но и вие како влада бевте одговорни за да ги спроведете реформите. Како во НАТО и ЕУ со ваков безбедносен систем? Не можете човек што е обвинет во 10 случаи, човек што има пресуда, да го најдете? Како зборувате за реформи во безбедносниот систем? Ако безбедносниот систем не функционираше како што треба, денеска немаше да зборуваме за реформи. Ќе зборувавме за безбедносен систем кој ги задоволува сите стандарди. Работиме на тоа. Меѓутоа, нема да го подобриме на тој начин што ние ќе си ја превземеме во свој раце палката да бидеме судство или обвинителство. На крај ќе завршиме така како што заврши овој кој што бега сега од правдата. Инаку, мислам дека политички ова бегање од правдата покажува дека ни на старите, ни на новите зборови на Груевски никој не треба да верува. Меѓутоа, факт е дека ова прашање треба да го решиме во рамките на нашиот систем. Сето останато е политика.
Политички зборувано, ова само ја потврдува неговата одлука да бега од македонската правда, затоа што знае дека сгрешил, затоа што знае дека го прекршил законот, затоа што знае дека има и други предмети во кои што одговорноста е негова. Меѓутоа сега се согласувам, одговорност е на оваа држава и на сите нејзини институции да не дозволиме ова да стане нормално. Лидерот на ВМРО ДПМН Се извинувам. Мислам, ви имате пристап до информации. Дали знаете или не каде? Ова што го имплицирате би значило прекршување на сите правила. Уставни ограничувања и законски ограничувања. Задача на министер за одбрана не е да знае каде бегал премиерот во кој што за жал се уште многу луѓе од опозицијата се колнат. Лидерот на ВМРО ДПМН вчера обвини владата дека не е точно дека не знае каде е Груевски. На Facebook имаше статус дека сите не можете да ги најдете другите и дека не дали навистина не знаете каде е Груевски, така го гласуваше. Доколку Мицковски, кој што се претвори во последниве месеци во единствен бранител на Груевски, има информации, еве и јас лично и од позиција на функцијата која што имам, го повикувам тоа да го соопшти. Зошто сметате дека некој во владата би сакал да ја скрие таа информација? Овие 3 години страдавме, не само ние, многу граѓани на Македонија, одевме по улици, жртвувавме многу за да се покаже дека системот бил комплетно растурен. Тоа го покажавме. Многу луѓе се сомневаа дали обвиненија вакви ќе се поднесат против првите луѓе, особено против Груевски. Потоа многу луѓе се сомневаа дали судството ќе донесе одлука против поранешен премиер со многу контакти, со многу врски, со многу меѓусебно зависни односи со судството. Таква одлука се донесе. И верувам дека сега сомнежот повторно е висок, но оваа држава покажа дека знае еден по еден да ги решава проблемите. И јас сметам дека навистина треба да дадеме шанса на сите институции да си го завршат својот дел од обврските. А Мицковски, ако барем малку сака да ја помогне на Македонија, нека излезе и нека каже зошто сиве овие месеци и фактички, практично и во позадина го штитеше Груевски. Зошто се правеше само да ја добие неговата слобода. А ако сега има информација каде е, зошто таа ја премолчува пред јавноста, пред вас, пред сите граѓани на Република Македонија? Апсолутно ја отфрлам било каквата шанса некој да знае, а тоа да не го направи. Ние барем сме последните кои што би имали интерес тоа да го направиме. Се направивме за да носат одговорност тие кои што ја доведоа државата во ваква ситуација. Немаме намера сега да ги спасуваме. Не им должиме ништо, но и должиме на Македонија да се види дека секој е еднаков пред правдата. Повикот затоа наш до судството не е повик на притисок, туку е повик сите да си понесеме свој дел од одговорноста. Тоа значи дека кога се најавуваат бегања, кога ни се случуваат бегства, да се води сметка и да не се калкулира ниту со термините на испраќање на налозите, меѓутоа ниту со притворите. За многу поситни дела, многу лесно некои судии носеа одлуки за притвор. А сега за многу сериозни дела, таквите одлуки отсуствуваа. Повиќе никогаш да не ни се случи вакво нешто. Затоа што одговорноста не е колективна. Одговорноста е на тие судии кои што така постапиле.